Детски градинки, јавни објекти, водоводни мрежи, локални патишта. Сето ова било изградено преку проектот за подобрување на општинските услуги финансиран од Светската банка и од европските фондови. Децата од Зрновци добија нова градинка, граѓаните од Чешиново, Облешево, Гази Баба, Пласница и Сливница добија водоводна мрежа, а граѓаните од повеќе општини добија нови или реконструирани локални патишта. Ова се реални проекти со реална вредност за граѓаните. Министерот за финансии преку видеопорака се пофали за овој стар проект, наследен од претходната власт, кој вкупно вреди 95 милиони евра распоредени во повеќе буџетски години. Сепак Драган Тевдовски се уште не се појавил пред медиумите да објасни како и зошто во првите 6 месеци од оваа година беа потрошени само 16% од планираните пари за инфраструктура и дали ќе биде направен ребаланс на буџетот поради катастрофалната реализација. За половина година би требало да бидат потрошени половина од парите предвидени за патишта, железници, водоводи, училишта, градинки, болници, а инвестирани се 4 пати помалку. За економистите, вообичаено да се искористат од 50 до 60% од планираните средства за капитални инвестиции, а потоа со ребаланс на буџетот да се достигне реализација помеѓу 80 и 90% од предвиденото. 2017 да подсетиме дека во сите 4 тромесечија, вклучувајќи го и првото, има стагнантна економија, значи околу нула, во едно е малце над нула, другото е малце, значи вкупната економија е нула. Тоа значи дека ние втора година поред имаме нулта стапка на развој, второ тромесечие поред. Иначе ако ги врзиме сите тромесечија е пето тромесечие, 4 тромесечија од 17 и првото од 18. И никој не можеше да очекува дека една таква стагнација на економијата, дури предизвикувачки болна стагнација, може да се екстензира, да се продолжи на петиот квартал. Запирањето на сериозните вложувања во патната инфраструктура ја донесе економијата во застој, велат аналитичарите. Тоа што градежниот сектор треба да го има во предвид е нивното можно реструктурирање. Затоа што ако фокусот беше во високоградба, сега треба да се преструктурираат во смисол на да се спремат за нискоградба, затоа што гледаме дека за жал сметам дека нашите домашни компании не се доволно спремно и кадарни. Во првите 6 месеци од годинава беа потрошени само 65 милиони евра за инфраструктура, што е убедливо најмалку во изминатата деценија, кога биле трошени 2 до 3 пати повеќе и сумата се движела меѓу 98 и 145 милиони евра.